институциите имаат компетентни кадри, меѓутоа тие компетентни кадри се поставени во позиција да не може да дојдат до израз од партизираноста на самата институција на сите неизини нивоа. И тоа ја го покажува недостатокот кој што денеска го гледаме во, да речеме, нели, јавното обвинителство, кој што не може да се справи со сериозноста на задачата. Или не може да одговори на едни сериозни обвинувања преку кои што доаѓаат од страна на опозицијата, нели, преку овие телефонски разговори, снимени разговори, каде што клучни фактори, нели, клучни индивидуи во владата, начело со премиерот, се инволвирани во мега скандали, кои што било која нормална држава во светот би се загрижила на сите нејзини нивоа. Значи не може ние да ги игнорираме ваквите разговори и да велиме дека тие се креирани или нели монтирани, посебно кога никој не ја демантира содржината на тие разговори. Никој не оспорува дека тие разговори се случиле, туку се дискутираат нели од каде доаѓаат, нели, дали доаѓаат, дали некој ни ги дал. Па гледате, мене не ме интересира кој ни ги дал. Не знам луѓето дали ги интересира, меѓутоа мене воопшто не ме интересира кој ги дал разговорите. Факт е дека тие се присутни и дека тие инволвираат лица од владата на Република Македонија, од кои што ние денеска се срамиме. Значи сега мислам, јас се срамам заради тоа што сум бил во позиција да бидам дел од власта во еден период. Значи сум бил дел од власта на едно пониско ниво, така заменик министер, не знам колку луѓе може да разберат, ама во принцип заменик министерот функцијата му е да го менува министерот кога министерот не е тука. И јас сум ја имал улогата во еден период да имам малце поголеми ингеренции и одговорности, пред се затоа што мојот министер Имер Салмани во периодот 2006-2008 беше и вице-премиер за рамковен договор и многу често имаше политички ангажмани кои што, нели, да речеме, ми оставаа на мене простор да учествувам на седници на влада и да бидам присутен на некои дискусии кои што денеска, нели, ги обелоденувам на овој начин јавно, а иначе сум ги говорил секогаш, мислам, во присуство на мои пријатели, блиски, роднини, студенти со кои што сум дискутирал. И за мене и тогаш и сега биле ненормални, така. Значи, за мене денеска ситуацијата во која што се наоѓа Македонија е ненормална. И за мене не може да прифатам лагата да се продава за вистина и ние да аплаудираме на тоа. Туку сметам дека ние како, нели, јас како граѓанин кој што сакам да останам да живеам во Македонија, значи немам никаква намера да се селам, сакам да некој понесе одговорност за позицијата во која што не поставува како држава, и таа одговорност се е една, нели, треба да се поднесе оставка на Никола Груевски, поточно на самата влада на Република Македонија. Тоа е број 1, нели, број 2 е одговорност која што он треба да ја понесе во рамките на партијата ВМРО-ДПМНЕ. И на некој начин после тоа да се отворат процеси кои што ќе покажат дали, нели, Никола е победник или не. Нели, затоа што сега денеска ние сме сведоци на едни две апсурдни позиции во која што Никола Груевски, нели, не убедува дека Зоран Заев е соработник на странски служби и со самото тоа, нели, учествува во напад против државата, што е за мене апсурдна една ситуација, и од другата вистина која што ја презентира Зоран Заев со помош на разговорите кои што ги има добиено, каде што, нели, гледаме едно сосема друго лице на Никола Груевски и на другарите кои што се разголени, нели, во целост. Нашата стратегија која што, еве ќе ви кажам која е, и веќе ја знаете, е дека ние мораме да му ја сосечеме мокта на Никола Груевски од тамо каде што извира, таа извира од партијата. Сега преку разговорите кои што ги објавува опозицијата и Зоран Заев, ние практично гледаме дека можеби не е тоа така дека гласале 500.000 луѓе за Никола Груевски. Што значи дека таа виртуелна мок која што он има манифестирано во број на гласови преку методологија која што најдобро му е позната веројатно на Сашо Мијалков, не представува вистинско светло на тоа што граѓаните во Република Македонија чувствуваат, ниту пак би го представува светлото на тие луѓе кои што гласале за ВМРО-ДПМНЕ. Многу од луѓето кои што се во партијата не се согласуваат со Никола Груевски по ниеден основ, меѓутоа се плашат луѓе. Затоа што искуството во изминативе неколку години укажува на тоа дека јавното несогласување со Никола Груевски или со, не дај Боже, Сашо Мијалков, нели, на некој начин тебе те става во позиција да ти бидеш жртва. Нели, ако, мислам, ти си жртва на било која основа. Значи можеш да бидеш жртва за банална работа која што ако збориш вистина ти си жртва. Нели, тоа е практично главната суштина.
Така да, нашата стратегија е дека ние работиме со сите структури на партијата, со членови зборам, значи ја не зборам со функционери на партија, меѓутоа збориме со пратеници, така, збориме со министри, збориме со представници на општински комитети кои што се соочени со оваа болна вистина за нив. Така, тие луѓе денеска не име се едно ова што го слушаат за Никола Груевски. Личната одговорност, значи за оваа цела ситуација во која што е поставена Република Македонија е само на еден човек, тоа е Никола Груевски, кој што наместо да се повлече и да не спаси сите нас, вклучително и тие луѓе кои што се околу него, тој ги носи сите во една провалија. Така он практично е залетен со еден шпринт на буништето на историјата, кој што неминовно ќе му се случи. Значи он не е ни маратонец веќе, него шпринтер е, така. И ние го гледаме сега дека тој шпринт он сака да го истрча колку што е можно побрзо, нека си го трча човекот, ние ќе го оставиме да го дотрча, меѓутоа ние нема да дозволиме и ќе им подадеме рака на сите тие кои што ќе се одважат во еден клучен момент, а тој момент ќе биде, јас мислам, побрзо од што другите очекуваат, а кои што ќе свртат, нели ќе се оградат колку што може да се оградиш, нели имаш момент каде што ти веќе и не можеш да се оградиш, така сега како да речам, тие луѓе што седеа на првиот ред во парламентарната група, каде што ги бркаа пратениците опозицијата, мислам, што да ги оправдувам ја нив? Мислам, за мене ненормално е да бркаш ти опозиција од парламент. Што сака нека каже пратеникот од опозицијата, ти не можеш да го избркаш него. Гледате, Никола Груевски е човекот кој што ги уништи администрацијата, ја уништи од самиот негов момент, од која дојде на власт со, ја тоа го викам, странгулација на администрацијата. И ќе ви дам пример. Например, вие седите на седница на влада и Никола Груевски прашува некој министер за некој проект. Значи, било кој проект, не е битно, вика до кога треба да се реализира тој проект. И сега човеков на почетокот зборам за тие 2 години, која за мене биле некои нормални 2 години, колку можело да бидат нормални, и сега тој ќе рече, па, например, 6 месеци. За месец дена, вика, да го направиш. Тој му вика, бе, не може председателе како за месец дена да го, не може да изградиме зграда ние сега за преку ноќ. За месец дена да го направиш. И сега човеков, министеров, да речеме, да не спомнувам имиња, се наоѓа во ситуација во која што нели му верува на Никола победник, така он 2006 победник, нели победува, брани Македонија, не знам ќе не внесе во Европа, ќе не внесе во НАТО. И тој се враќа во Министерството од администрацијата, ги вика служителите околу него, вика, бе, слушај, проектов треба да се заврши за месец дена. Тие го гледаат бледо, еве ја ќе речам ке мену министерство, ние доаѓаме и викаме треба да се направи реформа за месец дена. И сега тие луѓе те гледаат, тебе викате, бе, не може да се направи за месец дена. И сега ти знаеш дека не може да се направи за месец дена, сите ние знаеме, ама ние им правиме притисок на луѓето да направат за месец дена. И нормално дека тоа ги елиминира сите тие кои што имале малце разум, нели, кои што викаат, не може да го промениме ние законот на секој 15 минути да менуваме закон. Меѓутоа тие луѓе се тргат и доаѓаат млади, нели, овака амбициозни ВМРО-вци, кои што практично го реализираат тоа што ќе им го каже Никола.